Добар ден и добро ни дојдовте. Ново издание на Никој да не знае и како беше Никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин. Кој е тој? Дознаваме за некоја минутка, неколку негови ставови, неколку негови изјави како за почеток на оваа Никој да не знае. Тој ќе ви рече вака: најмалку што можеме да направиме, вели, е да си ја сакаме Македонија и да не се срамиме од неа. Постоела и друга опција за него, а тоа е спортот, ама сепак на животниот кантар превагнала музиката, историјата на семејството и добро што ја избрал музиката. Неколку пати го бара во минатата сезона во емисијата Никој како и се случуваше или да се подготвува за турнеја по светот, или пак да се таму некаде заедно со нашите. Негов став е дека македонците се секаде исти. На прашањето зошто само на македонски, неговиот одговор е: јас сум од Македонија и пеам на македонски. Татко е на Илина и Андреја, сопруг на Кристина, и го обожува јаорец. Ете толку во најавата. Владко Миладиновски во оваа Никој да не знае. Здраво, живо и добро ни дојде. Здраво, Кате, добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Многу интересно прозвучи овие. Да, овие податоци. Мисли си ги собрала од неколку интервјуа и баш интересно ваши звучат. Интервјуа, така е. И стојам за истите повторно. Тоа сакам да прашам секогаш, нели, заради тоа што интересно е кога со годините, со искуството, можеби некои ставови ќе се променат, ама кај вас не. Па овие се генерално основни мисли кои што ме водат низ животот, и мене, и заедно со мојот брат, и можам да кажам и дека цела фамилија размислуваме на овој начин. Да, и кога сме, пред да почнам со прашањата, само ми рекоа околу вашиот брат дека имала нели моменти, еден од тонец кој што се работува со вас, не беше во Никој како во минатата сезона гостин, и потоа по емисијата, нели, муабитиме сега и тој ми вика: неверојатно е каков е ставот на Златко. Сега, нели, ве спомна и вас, но Златко. Вели, сум присуствувал на места каде што ќе му побараат нешто друго освен македонски, и тој вели: не, за никакви пари на овој свет јас нема да пеам тоа. Знаете, не е тоа, како да кажам, ние сме се одлучиле за тој правец. Не гледам ништо погрешно. Мислам дека луѓето го преувеличуваат тој момент што само македонски. Тоа не знам како да го наречам. Не се гледам дека јас сум чуден. Еднаш го кажав ова, тоа е како за тебе да ти кажат зошто емисија ја водиш само на македонски. Не може на некој друг јазик. Така да мислам дека луѓето малце го наметнуваат да е тоа така чудно. Воопшто не е тоа чудно, пак ќе кажам, јас сум македонец од Македонија, пеам македонски. Едноставно, свој на својата. Супер. Сега одиме со прашањата. Велиш вака: јас и брат ми, музиката и љубовта кон неа директно ја наследивме од нашите родители Миливој и Никодинка. Миливој е инаку одличен кавалџија и пеач, а и вашата мајка исто така го носи во себе музичкиот ген. И сега јас многу би сакала да знам, да се сетите како изгледаше, претпоставам кичаво е местото каде што нели беше детството и така натаму. И како изгледаше тоа? Кога Златко е постар од вас 2 години, во едно интервју сте кажале дека тој со неговото музицирање всушност некако и вас ве натера да почнете прво со тамбура, па потоа со пијано и така натаму, за сите инструменти кои што ги имате, или да влезате во музиката. Како изгледаше еден ден ваш, како деца, заедно со татко кој што е кавалџија, пеач, мајка која што знае, умее да пее, има уво и така натаму? Како изгледаше? Па, домот ни беше исполнет постојано со музика, како што кажав, тие првенствено со своите гени ни ја пренесле талентот за музиката, но и љубовта кон неа. И тоа она што е различно од сите родители, со тоа што ние запознавме изворната музика, баш она најчиста македонска, која што е поприлично и тешка за кога некој би ја изучувал, затоа што таму се доста комплицирани ритмови, со тоа што ќе кажам дека ние сме свирели некои инструментални ора во 18-то смени како 5, 6, 7 годишни деца. Не сме биле ни свесни за тоа, а сме ги запамтиле и сме ги научиле природно. Како и песните, ја немам проблем да запамтам песна, затоа што сите сум ги сваќал на вистинскиот начин, тоа ми било едноставно природно, не е некој нов момент во одреден период на животот што ни дошол, затоа сакам да кажам дека знам да кажам дека и домашното воспитување е најважно, за да се сака една земја, татковина, јазик и се што произлегува од таа земја.
Исто на тој начин ни се влеала љубовта кон музиката, меѓутоа пак ќе кажам она чистата изворната музика, со тоа што другите жанрови или правци сме се надоградувале, сме ги изучувале, меѓутоа основната едноставно или премногу кажав, не знам дали се изјаснив добро, еве ќе кажам, како што е мајчиниот јазик единствен мајчин, нема втор, така нас ние беше македонската фолклорна музика, мајчина музика. Така. И сега се сеќавате ли во тоа време, да речеме, која беше можеби, еве, не знам дали ќе се сетите, првата песна или некоја која што вам ви оставила баш впечаток од тие такви изворни од кои што, не знам, сте научиле многу, па не знам, веројатно се седнувало и се муабетало за тоа, заради тоа што не е само да ја извадиш, веројатно треба и да ја разбереш, треба на едно дете да му се принесе и таа љубов, да му се принесе и се она што значи историја на македонската песна. Па, во нашиот дом постојано доаѓа и колеги, другари од мојот татко кој што музицира. Редовни гости беа и моите војковци Војо и Билјан, и во нашиот дом постојано се пееше и се слушаше таа музика. Тоа е единствениот и најдобар начин да се студира и да влезе под крвта било која песна и било која музика. Не можам да извадам некоја песна, веќе безброј се македонските песни и тоа па се рефлектира денеска, ме прашуваат како па ти знаеш толку многу стари народни песни, а мене ми се знаете? Па не е за бројка, никогаш не сум ги броил, меѓутоа се изненадувам сам себе некогаш колку многу песни знам, меѓутоа ја па не сум оптеретен со некои други песни странски до толку, слушам тоа паушално, додека кога се работи за македонска песна или музика, дали е таа стара или нова, го има целото моје внимание, па можам да проценам дали е добра, дали ми се допаѓа, дали не и така натаму. Да. Значи кажав, потекнувате од Кичево, свирите на прво тамбурата било, така, точен е тој И на Златко и кај мене, да, првиот. Да, тамбурата, па пијаното, па потоа хармониката кај Златко, а вие и гитара, така, веројатно Па помалку, да, ајде, да. Веројатно има и некој друг инструмент, таму имаше некои триточки, веројатно Па знаете некои уште ударни инструменти, меѓутоа повеќе се на тие инструменти имам доволно познавање да музицирам, не сум некој инструменталист, во тој дел, во тој правец е Златко. Нешије брат ми. Тоа е, Канарски. Да, и јас се тргнав на сопењето, претпоставам дека полесно, па ми дојде по-симпатично. И тоа сакав да ве прашам, всушност кога дојде, кој беше моментот, кога во вашиот случај дојде пеењето, како се наметна, како тргна таа соработка на Златко и Владко, браќата Миладиновски? Се е тоа природно, не е тоа преку ноќ, не е одлука, едноставно спонтано, затоа што не можеш ти како 10 или 15 годишно дете да одлучиш дека ќе пееш, затоа што гласот мутира, се созрела. Не ни можеш да пееш така како што замислуваш на 13 години, затоа што едноставно природно не ти е созрен гласот. Можам да кажам дека веќе крајот на средното наше мое образование веќе се почувствува во еден момент дека веќе ми е зрел гласот, дека можам. Секако со некои мали аномалии кои што во текот на годините досозреале. И така баш ќе кажам природно и едноставно е таа наша одлука и тој наш пат музички. И кога направи некаде околу 18, како тргна се? Па, направивте бенд или заедно почнавте сами со Владко и Златко? Да, ако се навраќаме назад, наши први така настапи биле на некои патронати, училишни, уште во основното училиште. Во тој период исто татко ми не носеше на Долненскиот фестивал, сега се вика Пеци Атанасовски. Таму настапувавме, знаевме да пееме. Тоа би беше добро од аспект на стекнување на искуство, разбивање на трема, затоа што едно е на 30 години прв пат да се појавиш пред публика, друго е на 7 години и веќе тоа да го имаш прележано како си паници едноставно. Додека официјален прв настап на мои 16 години, Златко тогаш имаше некои 18-19 години, тој ја направи песната, заедно со Стефче Стојковски настапивме на Тетовскиот фолкфест. Сега е Лешочки, беше Тетовски филиграни, тоа беше Тетовски фолкфест. И баш тоа беше во едно бурно време, во време на војни, 2001-2002 чинам. Баш во Тетово, во Домот на културата се одржа тој фестивал. Тој беше мој прв официјален
настап. И вие со прележани сипаници немаше проблем, така? Ме беше уживање и ден Да? денеска секојаш настапите мене ми се уживање. Колку повеќе луѓе има, толку ми е поголемо задоволство. Така. Тоа го гледам во друг правец. Така. Мора да мислам дека вас и зборувам и тебе лично, но и на Златко, веројатно вие преку глава од раскажување, ама еве вака во една емисија во која што ќе направиме едно профилно интервју со Владко Миладиновски, би сакала да ја знам приказната. Велат не нема е песна која што навистина се обнароди за многу кратко време. Јас искрено, без да ги знам овие податоци, стана ваша лична карта, мислам воопшто на вас, вашиот брат, нели, како такви, мислев дека е многу порано направена, мислев дека има години од таа, а таа е само 2018 и тоа е победничка на Гоца Фест. И сега сте рекле во едно интервју и во друго интервју, неколку интервјуа прочитав и разгледав, погледнав за да видам, нели, да откриам што сте кажали, и сте рекла дека, нели, никогаш не се знае како се создава хит. Ако веќе знаеме, велите, нели, секоја песна би била хит. Но како одеше оваа? Како се создаде таа? Баш сакам да ја знам приказна. Да, многу интересна приказна е велат не нема. Со тоа што најпрво ми се јави текстописецот. Добро. Еве го поздравам во Австралија, Чико Крстен Умовски мечкар. Добро. Ми се јави со едно така долгометражно објаснување, имаме една песна и сега тоа нас ни се случува постојано и не секогаш добиваме нешто интересно од тоа што ни е понудено. Меѓутоа во еден момент ми го спомна Чичко Тоде го ја направи мелодијата и аранжманот, кам кој Тоде Новачевски. Залепи тогаш. Интересот ми стана да видам што се случува. Добро, заврши тој разговор. Следниот разговор беше, значи ова зборувам, тие беа во моментот во Австралија. Следниот разговор ми се јави лично Чичко Тоде Новачевски и кога му прв пат искомуницирав со него, иако добро јас го познавав, нели, од се нешто што направи. Од неговите дела, да, така. од се нешто што направил, баш убаво кажа. Го изслушав и сега тој почна да ми објаснува, да ми раскажува во кој ритам, во 12 миние, бил изненаден колку во Австралија, колку многу македонци има од Егејска Македонија, кои што живеат во Австралија, бил присутен на некој собир и така многу се инспирирал. Ми ја каже и приказната како настанал текстот за еден наш македонец кој што пред општината играл, имале настап со фолклорно друштво и сред Солун играл Лоро на, баш конкретно беше на една друга моја песна, од там се гледа. Ете, тој момент ги инспирирал, со мерак сред Солун Лоро играме и ми ја раскажа 12 мини и буквално само ми го запеа рефренот на телефон. Велат не нема, ама еве сме. Му викам, стоп. Готово толку е, продадено. Пратете да ја сработиме. Ама, викам, само пратете ми го текстот. Тоа можам да кажам дека од 2 секунди препознав дека е не дека ќе биде хит, па да се врзуваме за тоа, него едноставно дека многу ми се допадна, дека ме исполни, дека сакам да ја испеам и тоа ми беше единствениот мотив. Да. Ја пратија, Златко го направи аранжманот, го исними во студио, тоа беше со сериозни македонски музичари, се е во живо, одсвирено, одпеано и така скромно и страмежливо настапивме таа година на Гоце Фест за прв пат 2018. Добро. И од тука почна да се тркала работата, зедовме таа вечер дури 3 награди. Прва награда од публика за сценски настап и специјална награда од децата бегалци од Егејска Македонија. И веќе јасно беше. Да, денес слушаме коментари од луѓе што мислат дека е веќе стара песна, значи тоа кажува дека е многу зрела песната. Точно, да. Некои ќе кажат дека е народна, дека е народна. Некои кажуваат дека мислевме дека е од Војо некоја песна, личи на по-патриотскиот дух. Така да сето тоа ми годи и кажува за песната дека е зрела. Квалитетна и зрела, така е, да. Има ли место каде што нема, нели? Знаете што ќе ве прашам, нема такво нешто. Нема, дали било тоа, не знам, кафич или било каков ресторан или било каде во светот. Нема, без пардон. Без пардон. Да. Секаде. Какви се емоциите на тие луѓе? Заради тоа што нив им е поинаков печатокот е таму. Знаете, многу ја доживуваат, да, некои ја доживуваат патриотска, некои
генерално таа е конкретно за македонците во Егејска Македонија. Велат дека ги нема, нели? Така. Се спомнува текст, некој се пронаоѓа во стихот и име свето не менуваме. Се пронаоѓаат во местата Солун, Драма, Кавала. Така да секои различни емоции разбудува, меѓутоа едно е кај сите силна емоција. Силна емоција. А вам вие емоцијата се пренесува, па знаете да заплачате на таа песна? Па не сум јас толку да плачам на песни генерално, меѓутоа можам да се наежам или да едноставно да чувствуваш некоја струја да помине. Нели, ако секој уметник имаме ние, уметниците силна емоција и сме многу кревки на емоција, не можеме да се сочуваме. А ако можеме да се сочуваме, тоа значи дека не сме баш добар примерок за уметници. Ми се наметнува сега едно друго прашање. Велите во едно интервју, Македонија треба да ја сакаме и да ја почитуваме и да не се срамиме од неа. Што значи овој срам? Кај сте го виделе? Ве молам да ни кажете, заради тоа што времињата ни се такви какви што се, веројатно биле од секогаш такви, не знам зашто ни се случува ова и е само некаков, како се вика, едно во пире има, нели, како се создал светот, ама за тоа после емисијата ќе ви раскажам, нели, ама едно клопче кое што оди и цело време само се врти и никако да се одврти. Па првенствено дозволуваме ова да се случи, да се срамиме или да го потиснуваме тоа чувство или таа информација дека сме македонци. Многу често не сме горди, знаеме да се скриеме, многу често знаеме да увеличуваме туѓи странски производи, ќе ги кажам, без разлика дали од кој дел од уметност, Го потиснуваме, тоа е факт. Значи, како да кажам, најмалку застапена е по радиостаници, по телевизии, по концертни сали. Ние сме на маргините секаде. Особено па народната музика. А да бидам наискрен, па единствено народната музика е наша, затоа што со огромна почит кон сите жанрови. Се е тоа увезено. Единствено одавде, од оваа земја никнато е македонската народна музика или во ново рубо фолк, што би рекол. Дали е тоа поп или джез, се е тоа супер. Музика како музика, јас немам против ниедна музика. И да ја слушам и да ја почитам. Меѓутоа тоа се е увезено, се е странско. Ова е единствено наше. И тврдам дека таа емоција што може да ја разбуди македонската народна музика, не можат сите овие заедно. Кај еден македонец. Да. На што сте горди, кога ќе ве праша некој, на што сте горди што сте македонец? Освен што пеете македонска музика. Па, со тоа што името на нашата земја е во Библијата, од таму навам. Горди на музиката, горди на емоцијата што има секој македонец. Се чувствувам јас дека го имам истото. Не можам да издвојам така. Затоа што генерално јас сум среќен што сум македонец, ми е чест и привилегија. И ми е жал што вака не знаеме да си го цениме и знаеме да си го потиснеме. Иако има и влијание кај нас, како да кажам. И сега морам да ве прашам, некако во последниот особено период, не дека овие 20 и кусур години сте на сцена, така некако му доаѓа, така? 22-3, така е. Колку што броев по интервјуа, по се, така е, да. Некако цело време тој впечатокот, но некако сега ви се овие последниве години, поправите ме ако грешам, не знам, не зборувам за надвор, зборувам за овде. Се случува, 3 концерти за 6 месеци, гостување на 4 континенти во текот на минатата година. Прв фолк концерт во Антички во Охрид, прв фолк концерт и тоа исполнет до последно во Борис Трајковски, Златна бубамара, секако е заслужена. Но зборувам, во една година ви се случува тоа што веројатно сте го чекале 22. Па сме работеле во тие 22, и ова се случува сега, меѓутоа, навистина со како да кажам, кога би бил поп изведувач многу порано и полесно. Па тоа сакам да ве прашам, дали требаше да... Па имаме некои угнетување што цело време, па и ние самите сме луѓе од месо и крв. И ние се плашиме морам да кажам дека кога ги закажавме првите концерти, дека
многу од блиските луѓе веќе ни викаа, што ви требаше тоа е преголем завак, вака е, така е. Зборуваме за оној во мај, во филхармонија или во Борис? Не, во опера и балет беше, ајде, помал концерт. Да. Сега барем тако гледам, и тоа концертот во Борис беше така голем предизвик и ни се створи и нас во одреден момент паника затоа што добивме такви коментари. А сето тоа се должи на тоа што немало навика да се концертира македонска народна музика во големи сали. Нели, насловите резервирани се салите за затоа што сите викат овде не пеј и не играј, а ние молчиме овде. Ни идат да ни пеат и да не играат, ние да шлапка. И некако долго време тоа може би некој револт. Како и да, јас не би сакал да зборувам вака и на оваа тема, затоа што... Има некои инсерти одат цело време од тоа како поминале и концертите и фотографии. Сакам да кажам дека ние реагираме со дела и ќе продолжиме на тој начин. Ве фати паника? Па не е да бидам искрен, затоа што имавме некои пресметки од првиот репер концерт во опера и балет, кој што се распродаде, можам да кажам, за 2 недели и по бројот на повици што ги добивме за карти, од кога веќе го распродавме, пресметавме некој и видовме дека имаме добра основа, така да ни беше јасно, иако секогаш првиот е најтежок, имаше многу луѓе како не проценивме дека треба да присуствуваме или требаше да дојдеме, сега веќе очекувам да се полесно и подобро. Како беше за вас? Како Владко Миладиновски го доживеа тој? Потоа се помина тамо, се. Дел од тоа видовме и по социјалните медиуми, и луѓе кои што биле ни раскажаа, значи било на вистина едно. Некој ќе каже, знаете, и сега ќе кажат некој, ајде ве молам сега македонски знамиња, па македонски ора, па игра, луѓето. Да игра, зошто, а што да прават луѓето? Да, и така натаму демек селска слава. Еве сега ви кажувам, нели, има секакви муабети. Да, значи ние не сме македонци, ние сме виенци, треба опера и балет и да не ракоплескаме. Ако некој, видите, ако некој се срами од македонско оро. Од кодот? Ако некој срами македонска музика, значи тој се срами од неговата мајка. Значи нема по-драга мајката на комшијата, него не собствената. Не комшијата, туку на некој сосед или не ни сосед, некој таму. Ајде, сосед, ќе кажеме соседи под наводници или паралелно, така да ако некој се срами од својата мајка, значи се срами од македонско оро. Освен ако не се чувствува македонец, тоа е веќе друго, тука нема што да коментирам. Како беше за вас после концертот? Апсолутно гордо, јас сум многу среќен, затоа што беше првиот фолк концерт, бидејќи таа енергија, атмосфера таму што се створи, беше уникатна, не знам, се надам и ќе се повтори. Па ќе се потрудиме да стане со Господ напред, ако имаме него благослов. Ако го скршивте мразот, тогаш ќе се полесно. Па ние не го кршевме мразот да се повлекуваме, секако дека ќе продолжиме. Така е, да. Отиде времето, многу убав муабет, ама нема да го заборавиме. Да. Нема да го заборавиме Дарко. Дарко е, ќе кажеме после, кога ќе се вратиме, Дарко е и другар и братучет. Прво да го чуеме, а потоа ќе муабитиме овде. Здраво. Најпред сакам да ве поздравам вас во студиото и секако сите гледачи на Телма телевизија кои ја следат оваа прекрасна емисија, никој да не знае со Кате. Владко го познавам, можам слободно да кажам, од кога знам за себе, знам и за Владко. Иако повеќето знаат, но сепак ќе кажам дека јас и Владко, и покрај тоа што сме колеги, пријатели, ние сме први братучеди, така да имаме многу детски денови поминато заедно, многу детски игри, возење бицикла, играње фудбал. И така да можем многу да ви изборувам за Владко. Но би извел некои моменти така од уште кога бевме мали на нашите фамилиарни седенки, кога постарите ќе не натера да пееме. Владко многу, уште од тогаш многу убаво пееше. И се знаеше патот дека ќе му оди така, иако тој повеќе го сакаше спортот него музиката. И беше добар и со спортот и со музиката исто така. Владко е исклучително добар човек, кој секој знае да даде поддршка во вистинско време.
многу дека не треба ни да зборува дека за неговите вокални способности и општо како комплетен музичар и пејач, голем професионалист. Како мана би издвоил, па не знам дали е мана или е добра особина. Секогаш ги држи работите во своји раце, ништо не остава на случајност. Едноставно, професионалиста, буквално во права смисла на зборот. За крај сакам да го прашам јавно да ми одговори кога би можел да го врати времето назад и би можел да избира дали избрал истиот пат. Музиката или би одел по спортот, би бил фудбалер или пејач. Уште еднаш поздрав до сите гледачи на Телма телевизија, поздрав до вас тука и се нема. Да. Дарко убаво си кажа, не дека ви е братучет, ама нели ова се особините кои што ги поседувате? Па добро, се надевам. Да. Надевам. И ова околу маната, се согласувате со него, дека се секогаш согласувам. сакате да ги држите работите под... Се согласувам. И пробувам малку, барем за, бидејќи јас на секој еден мал собир, ја се наметнувам така, сакам да ги Да бидам организатор, да бидам тоа што ќе ги Се среди обидам работите. малку се опуштам. Меѓутоа па на големите настани тука не можам да си дозволам. Да. Така да. Дарко? Ми е мана за мене. Да, Дарко е син на братот на вашата мајка, така? Да, а Никоде. другиот Дамјан е син на другиот брат кој што е можеби најпознат од целата фамилија, нели? Во своето време Војо Стојановски. И сега ве прашува, ако се вратите назад во времето, би избрала да бидете, што се смешкате, да бидете фудбалер или би го избрале повторно музичкиот пат? Ова е мала провокација, бидејќи тие знаеа колку јас бев занесен и заљубен во спортот, односно во фудбалот. Игравте фудбал? Прилично сериозно. До прва, втора година средно, јас бев 90% на фудбал. Посветен на фудбалот. Браво. Дали бев надежен, не знам, се надевам, не бев лош. Тоа да одговарам сериозно, со оглед на како стојат работите кај нас и во спортот, мислам дека не сгрешив. Со тоа што сум, каде што сум, иако љубовта и денеска имам кон спортот. Да. Супер. Ќе уживаме во песна. 25 секунди да се наместите на сцена. Се ми снема, велите. Ајде, да уживаме заедно. Барем погледни ме да ти видам од очите. Кажи ми искрено зошто веќе не можеме. Те се завртам и ќе заминам, љубов моја са.
премалку се што чувствувам за тебе. Не знам кој ке може да те сака и повеќе. Ќе се завртам и ќе заминам, љубов моја само. Не знам каде, што ми зеде, што ми даде. Ќе се завртам и ќе заминам, но на светот правда нема, се што љубев се ми снема. Ќе се завртам и ќе заминам, љубов моја само. Не знам каде, што ми зеде, што ми даде. Ќе се завртам и ќе заминам, но на светот правда нема, се што љубев се ми снема. Но на светот правда нема, се што љубев се ми снема. Зошто Боже правда нема, се што љубев се ми снема. Се надевам ви се допаѓа муабетот со Владко Миладиновски. Дознавте можеби некои работи, се слуша некои работи што не се кажани, барем јас од оние интервјуи подготовки не ги бев чула до крај вака објаснети. Имам уште малку време заради тоа што ќе треба да го чуеме и мислењето за тоа каков и пријател е, но и другар и братучет од Дамјан Стојановски. Ќе треба да чуеме, би сакале да имаме време да чуеме уште една песна за крај, но и неколку уште работи да дознаеме од Владко во ова никој да не знае. Кристина, Илина и Андреја ги спомнав и во најавата. Знам дека сопругата ви е голема поддршка. Знам дека сте се запознале во Охрид. Често да скратам приказнава, пошто имаме Да не малку морам ја да време. раскажам. Да, но колку после сите овие концерти, не знам дали сте повеќе не дома отколку дома, надвор отколку дома, имате време да се докажете во улогата на татко. Па добро, уживање со децата секако. Колкави си Илина и Андреја? Па Илина е веќе уште малку 9 години, Андреја 5. Аха. Преку неделата имам доволно време, сум дома, мислам дека добар сум татко. Кристина ми е секако огромна поддршка, еве ги поздравувам. Да Сите гледаат? три го гледаат во моментот, трите девојки дома. Да. Се голема поддршка Тешко е и со три голем женски мотив. дома, да знаете. Па ако знаеш како, не е тешко. Не е тешко, добро. Вие си знаете. Нема да имаме многу време, но што значи Јаорец за вас? Па тоа е едно место каде што е бил роден татко ми, таму живеел. Имате викендичка сега таму? Имам убава викендичка покрај река. Наоколу е мирно, тивко, шума, природа, чист воздух. И знаете и едноставно таму да рај. се- Па рај. поприлично секој слободно време го користиме таму. Во време на короната и таму живеевме. Одлично. И ни е многу драго и со драги спомени, меѓутоа и ни е пак ти кажам рај. Рај. Во однос на децата сте рекле вакво нешто. Слушаме доста македонска музика по дома и веќе знаат многу песни, па дури и повеќе од некои пејачи, велите. Според мене домашното воспитување, иако го споменавме, е најважно за еден човек и за една држава. Од дома да се всади љубовта кон татковината. Немам што да додадам. Тоа е тоа. Апсолутно. Да. И тие знаат Апсолутно. некои песни кои што вие ги знаевте на нивни години, ги пеат. Не до толку, Не до не до толку? толку, бидејќи мојата ситуација беше друга, тука беше и брат ми, и татко ми, и со многу гости. Не се такви времењата, сега нели послабо по гости, меѓутоа YouTube, телевизии се образуваме на тој начин, не пропуштаме, тој е начинот. Така е, да.
Ке го чуеме и видиме Дамјан Стојановски, да видиме што тој има да каже за својот братучет и другар и пријател колега. Владко. И колега, така е, Владко Миладиновски. Здраво живо на сите, поздрав до вас во студиото и до сите гледачи на вашата емисија. Од кога се познаваме со Владко? Па Владко ме познава мене пред јас да го запознам, бидејќи е повозрасен од мене. Но ете, јас можам да речем дека го познавам од мојата 7-8 година и од тогаш тој е дел од мојот живот, како приватно, фамилиарно, така понатаму и професионално. Владко е пред се еден професионалец во својата работа, а потоа можам да кажам како негова доблест дека е и тоа што секогаш наоѓа време за неговото семејство, како за потесното семејство, така и за поширокото семејство. Како негова мана, ете би ја кажал, тоа што секогаш стигнува навреме, но стигнува во последната секунда. Друга мана не би можел навистина да издвојам. А прашање за Владко, кога ќе дојде да се повозиме низ планините со моторот? Поздрав. Затоа што немаме многу време, супер си кажа се, да, ама манава не е тоа за нас. Тука си дојде на време. Не треба да додадам ништо. Ве Не, извадив. имам навика, последна секунда. Да, последна секунда. Ама добро е што не доцна. Да, така е. Значи во последен момент вели доаѓаш. Кога ќе одите да се возите со мотори? Прва прилика сега во распролетено, со Дамјан имаме навика, над Буковичани се возиме со Имате четирициклом. двајцата? Некојаш четирициклом. сами, некојаш се организираме со джип, со комбинираме, би тоа уживаме двајцата во планините и во природата. Супер. И сега го врзуваме ова со неговиот татко. Златко и Владко има и убава работа, заради тоа што Војо Стојановски им беше некој кој што им е дел од семејството, но и голема одговорност. Само куса. Колкава е одговорност? Да, на цела фамилија ни е огромна, 6 ние сме горди што сме негови внуци, меѓутоа е голема обврска и одговорност да не го засрамиме тоа име, односно да го направиме дополнително горд и на него. Така е. Ви благодарам за искрениот разговор, се надевам дека уживав, јас како што ужива и гледачите, уживаме за крај со песна. Ми беше драго, поздрав до сите и уживаме понатаму. Така е, да, уживаме за крај песна во Никој да не знае. Ви благодарам на вниманието.
душа страдална, со